Отворена е нова и најсовремена педијатриска болница на Аџибадем Систина со комплетна грижа за секое дете до 16 години. Болнички оддел, поликлинички, педијатриски и неонатален оддел, како и 24/7 ургентен центар со 3 интензивни неги се дел од новата најсовремена педијатриска болница во регионот. Ања Василева за соговорник во овие вести го има детскиот хирург во Систина, доктор Ристо Симеонов. Ања, повелете со разговорот со гостината. Така е, Лазе, Аџибадем Систина се шири, односно ги проширува капацитетите на болницата. Од денеска официјално и стартуваше најновата и најсовремена педијатриска болница. За повеќе за околу работата и капацитетите токму на ова болница, во ова информативно издание разговарам со детскиот хирург доктор Ристо Симеонов. Добар ден и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од ова информативно издание на телевизија Алфа. Најпрво би ве прашала, што ве прави најсовремени, односно, што ја прави најновата педијатриска болница најсовремена? Добар ден до вас и до сите гледачи на Алфа телевизија. Новата современа педијатриска болница во склоп на Аџибадем Систина болницата располага со хоспитален дел, поликлинички, педијатриски и неонатален оддел и 24 часовен ургентен центар со 3 интензивни неги. Неонатална, педијатриска и кардиохируршка интензивна нега. Сето тоа на површина од 4000 метри квадратни овозможува на едно место комплетна грижа за детското здравје. За детското здравје во новата педијатриска болница се грижат 36 доктори, специјалисти и суспецијалисти, педијатри, детски радиолози, детски анестезиолози, детски хирург и детски кардиохирург. Болницата располага со најсовремена кардиохируршка интензивна нега, која што се состои од 7 бокса за интензивна нега и лекување, 2 соби со негативен притисок и 2 болнички соби. Така, во однос на ова кардиохирургија која што ја споменавте и кој што вие секојдневно работниот ден го минете токму на овој оддел, ќе ни кажете ли малку подетално како се одвива еден ваш работен ден, како функционира овој оддел? Големината на новата педијатриска болница е во тоа што на едно место има од родилиште до педијатрија, радиологија, детска хирургија, детска кардиохирургија, интензивна нега и лекување. Односно, на едно место комплетна грижа за детското здравје. Работниот ден започнува со поликлиничкиот дел или амбулантскиот дел, кој што во новата болница располага со 14 педијатриски амбуланти и 4 неонатални амбуланти. Во секоја амбуланта има специјалист, суспецијалист, доктор од својата област, каде што се изведуваат интервенции од делот на детската хирургија и детската кардиохирургија и прегледи од страна на педијатрите. Така, и за последно би ве прашала при мојата обиколка, лична обиколка во ова нова педијатриска болница, навистина ми се допадна многу како изгледа, едноставно изгледа како планетариум. Знаеме дека децата навистина се плашат од болници, од доктори и слично. Дали ова ќе влијае позитивно за тоа како изгледа болницата? Да, идејата е планетариум, односно детето да биде главен лик во еден анимиран филм кој што е режиран во интерес на здравјето на детето и при тоа докторот да го направи прегледот или интервенцијата, при тоа детето да не почувствува страв, вознемиреност, стрес или било каква траума. Сакам да напоменам дека во новата современа педијатриска болница може да се изведуваат најкомплицираните операции од областа на детската хирургија и детската кардиохирургија, од општа хирургија, урологија, неонатална или новороденечка, траума, политраума, се до најкомплицираните операции од областа на детската кардиохирургија, како и нови современи методи од областа на педијатријата. Така, во моментов колку дечиња имаме хоспитализирани? Во моментов капацитетот е околу 90% исполнет со хоспитални пациенти. Докторе, ви благодарам за вашето гостување во ова информативно издание. Ви благодарам и на вас.
Лазе, се запознавме во однос на начинот на работа, но и на капацитетите за токму овој најсовремен би го кажал педиатриски дел или педиатриска болница во склоп на болницата Аџибадем Систина. Ања, ти благодарам. Да, те слушнав, Ања, ти благодарам и тебе и на твојот соговорник за разговор.